Кај нас теоретски, во САД практично се спроведуваат правата на детето. Констатирано е на денешната работилница одржана на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Кога војдам дека ја завршиле работата, мислам на тоа дека ги има донесено потребните законски решенија, има донесено потребните, ги имаат формирано потребните тела, например постојат ученички парламенти. Меѓутоа постои одреден јас, например во однос на истражувањето кој што до сега го водиме, покажува јас во однос на тоа например каде се пријавуваат да кажеме насилствата. Она што е интересен податок од кој што го сподели една судика кој што работи на ваков случај е дека до сега таа во незината пракса нема добиено известување дека насилство имало во училиштето, што само по себе побудува едно прашање дали во училиштето навистина не постои насилство или институциите се плашат тоа да го прикажат заради други реперкусии кои што може да се јават или тоа да биде негативен одраз врз училиштето. Искуствата и компарацијата помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави на оваа сензитивна и актуелна тема на работилницата ги сподели Меланија Хаджијанева, студент на Универзитетот во Кливленд, Охајо, во САД. А во Америка ги учат на критичко размислување и ги припремаат за нивната кариера и за да се справат со пречки во таа кариера. Имаат многу голема улога професорите и родителите во образованието на децата. Едно нешто што можам да кажам е дека во Америка го разрешија до некаде проблемот на булинг, со тоа што направија од многу мали години да биде cool да си kind и да биде cool да помагаш на луѓето и да почитуваш правила, а тука се уште е тоа дека е cool да си мангуп.